ден, почитувани гледачи, ве поздравувам заедно со екипата на Алфа телевизија и вработените во комплексот Етно село Тимчевски, токму од овде, од Етно село Тимчевски. Само да дојдете и да уживате оваа природа. Ова е лек и за душата и за срцето, а едно насладување за стомакот, што да ви кажувам. Нема нешто што не се приготвува овде домашно, вкусно и се разбира се од домашно производство. Тргнувајќи од доматите, краставиците, пиперките, од јајцата на тетка Вера, од кокошките овде, се е домашно, се прави. Ама, нешто многу значајно во денешната емисија, што имаме една специјална гостинка што ни доаѓа од Куманово, а тоа е нашата 7-годишна супер екстра готвачка Ана Бела Богдановска. Ана Бела, добре ни дојде во емисијата. Добар ден. Добар ден. Како си, душо, добра ли си? Да, Како се чувствуваш тука кај нас на гости? многу добар и баш добро. Така, кажи ми, ти ја гледаш нашата емисија, нели? Да, Така, вкусот на традицијата. да. Нели? Ми се јави за тебе да те препорача твојата тетка Мима Богдановски и рече, имам едно девојче што знае прекрасно да готви. Ајде, кажи ми ти сега кој оделение си, каде учиш и какви ти се оценките? Јас во Крстимир Сурков учам во прво оделение сум, имам све петки. Браво, браво. А кажи ми, од кога почна да готвиш? Од кога почна сакаш да готвиш? Од 4 годинки. Ау, што се знаеш да готвиш? Почни да редиш се што правиш дома. Правам лепче, супа, па и понекогаш и компири печам, мислам Браво! само во шпорот И компири печеш? Кај ги печеш? У шпоред ги ставаш? Да. Да? И така и колачиња многу сакам да правам. Колачики правиш? Да. Какви колачики правиш, кажи? Па с пиво имав едни што се правив, едни с мед, едни колачиња с прак шекер што се правив. Оу, браво! Значи, ние денеска ќе те задржиме и не те пуштаме да си одиш дома додека се што знаеш не ни направиш, нели? Да. И све си правиш и со запршки, со зејтинче и си месиш све, нели? Да. Да? Браво! Од кого научи да готвиш, Злато? Па од даде и мама. О, браво! И сигурно и од баба, нели? Браво, браво. Сега, ајде да им кажеме на нашите гледачи, што во денешната емисија ти ќе ни направиш? Ќе направам На кумановски збори си, бе, по кумановски збори си. лепче и суп рибја чорба. Ау, и рибја чорба знаеш да правиш? Да. Со сите салтанати, со се. Значи, лепче ќе ни измесиш, во другата емисија рибја чорба и во третата што ќе ни направиш колачиња Да, од... од пиво. Ајде сега да видиме лепче како Анабела дома за целото семејство, таа има и постар брат и постара сестра, мајка и татко, како меси леп. Значи, таа е одговорна за лебот во семејството. Што се е потребно да го направиш ти ова лепче? Пола кило брашно, малку шекер, 2 Колку лажички шекер? 2 лажички шекер, така? и малку сол, една рака сол може, Добро. топла вода и квасец. И квасец и малку оцетче, нели? Да, малку оцет и зејтин. И зејтин, браво. Ајде сега да почнеме. Еве имаш млака водичка, имаш и лажичка, можеш и со рака да ставаш. Не. Водичката ти ова, што прво ставаш? Квасецот? Не, прво ставам шекер, мислам Ај. брашно, па зашто... Можеш да се збориш по кумановски? Брашно е пола кило ако може. Само Таму ти е пола. Тоа е. Да. Тоа е Сакаш да си го земеш тоа? Ајде. Да, Си имаме и зашто- брашно резерва, Во ова. Сега шекер. шекер, така 2 лажици шекер, така? Да. Стави се, можеш и со рака да ставиш? Не, само
Абе, стај си со рака слободно, да ви кажам пред да ја почнеме емисијата, знаете што направи Анабела, вика, јас се извинувам, не можам да почнам да снимам, затоа што раците не ми се измиени. Душа убава, отиде си ги изми рацете, си ги дезинфицираше со алкохол и дојде на нашето место на готвење. Сега ставаме сол, така? Солче толку малку треба. Малку солче, така? Малку оцет. Оцет, еве ти оцет. Леле, Анабела, ја може ли да одам да си одмора малку, ти да си ја завршиш емисијата? Ти како да си снимала цел живот, ете така се однесуваш. Зејтин. Еве ти зејте, може ја да ти стам? Да, зејтин. Колку треба да стам? Малце. 2-3 лажички? Толку. Толку? Да. Браво, леле, и ќе ме научиш. И квасец. Супер. И нека има поише квасец, нели да ни настаса побрзо, така? Да. Топла вода, едно тенирче, ова ќе го земам. Добро. Ставаме. Добро. Ова треба цело ова тенирче. Ако ќе си додаваш, нели? Да. Која ќе се меси, ќе ставаме уште малку вода и така топлата вода ќе ја мешаме. Ајде, Душо. Ајде да почнеш сега. Прво со лажица? Да, така ја праву, па после со рака. Така. Значи прво со лажица и после со рака. Браво бе, Анабела, браво. Значи ти си неоткриен талент. Еве, веќе можам да кажам дека откако те запознав тебе, навистина, сега сум толку многу богата што дознав дека има такво дете во Македонија како што си ти. И ова нека служи за пример на сите други дечиња, сите кои што сакате да учествувате во емисијата Вкусот на традицијата, да ни се јавите и ќе ве причекаме тука со вашите родители, ќе си дојдете и ќе ни покажете што знаете да готвите. Значи повикот е отворен и Етно село е отворено за вас. Сега малку со рака. Добро. Може да го тренеш. Земи си го со рачето ова, извади си го. Ете така. И сега ќе почнеш да си месиш. Ајде. А што треба ја да ти помогнам, викај, кажувај, добро? Да. Само треба чиста крпа за да го покриеме тестото. Добро, откако ќе го измесиме, важи, ние имаме тука и чисти крпи и све. Значи вака лека по лека, така го збираш. Да. Аха. За да биде топче. Аха. Така и после во тавчето го растрзаме. За да биде... А треба ли да ти додадам малку водичка? Може, малце. Ајде. Малце. Ето, добро. Ако недостаса, па имаме брашно резерва? Да, неко овој брашно пола кило, доста не е. Аха. Ако сакамо повише лепчики да правиме, 2 лепчиња може да се стави, може и тој брашно резерво, така да го ставиме у друго тавче. Само ќе овој све ќе ставиме и још едно лепче ќе направиме. Леле, браво, па видиш ние колку луѓе сме тука у Етно село. Знаеш ли дека многу лепки треба да измесиш? Нели? Да. И цело време месиш на тоа, нема да го извадиш на работната маса или ќе го извадиш? Уште малку водичка ќе ти треба. Да. Ја помалку ќе ти додавам. Слушај, да ти кажам, колку и да не јадам лепа, ама овој ќе го јадам со сласти, со кеф, дека ти ќе го направиш. Па лал да ти е како месиш. И сега кажи ни, како ти ќе препознаеш дека тестото е доволно добро измесено? Одозгор треба да е цело мазано и тогаш ќе бидне баш. Баш ќе е такој. Баш ќе е такој готово мазно и да има... Сајме да се сташи. И ќе треба да стасо, ама ќе треба да го измесиш, нели? Да, А ќе го вадиш ли од тепсијата? Не, кој ќе го извадиме, треба потоа кој ќе си... А стасано треба да биде у ова, нели? Не го вадиш на... Не, така? не го вадам, да ти додадам брашно малку? Може, малце. Ајде, еве вака, ја со рака ќе ти додадам. Ете, доста. Ете, така, добро. Зашто треба во тавчето да ставаме. Јас дома го правам
намачкано зејтин, нема хартија, само така, али може и со хартија. Ја било како, не викам. Па ние ќе се ставиме и зејтинче, ќе се ставиме и на хартијата, нели? Воопшто нема да има проблем, така? Како Така сакате. јас ќе ставам, да. Како сакате, Да. така. А може да ти го исчистам рачето полесно ќе месиш? Не, ќе се исчисти само. Само ќе се исчисти? Браво бе, ајде, полека, полека. Гледаш како сите салтанати си ги знае. Анабела Море, машала, машала. Ти си златно девојче. Слушај, сега да ги поздравиме твоите учителки, шо викаш вака? Да им мафнеме на твоите учителки. Чао, поздрав од Анабела. Така, кажи ми, дома ти го правиш лепчето и други работи и сестра ти слушав дека многу убави сладки работи правила сестра ти. Да. Да? Да, само земам лъжичко. Ај, лъжичко, земи го. Чистимо руки. Така бе, браво бе, Анабела бе, душа мајкина убава бе, види како она со сите салтанати, баш по-старски како што си ги чистат рацете кога го месат лебот. Така и полесно ќе ти биде месењето, нели? Да ти става малку брашница, полесно ќе извадиш. Така, да. И кажи ми, колку често го месиш овој леб дома? Често го правиш? Да. За мајка ти, татко ти, брат и сестра ти, да? Да. И си јадат лепчето, а ти што ќе го направиш, Па нели? да, некад кад за дорчак не може да го пуш направо, па одиме да купиме. Може го извадиш, ако може. Ајде, јас, пошто раката ми е чиста, само да става малку брашно тука. Да. Сега ќе биде што ќе биде, сега ќе си го дооформиш тестото. Ете, така. Ајде. На даска поубаво се прави. Нели поубаво, да. Поубаво ќе можеш да си го измесиш. Супер, супер. Ете, така. И треба како го врткаш и го стискаш, па пак ќе го завртиш, така? Ај, објасни ми како го месиш. Па само го одоздолу и само го притисну. Значи се, земеш одоздола и притиснеш. Да. Ај, раскажувај ни, за да научат другите како се прави ова домашно селско лепче. Да. Тој што ќе одоздолу, ќе го земеш с рука и ќе го ставите такое у njega, за да може оно цело тесто да бидне и брашното да го собереме. Така. Така. И пак почнеш одоздол. Ете, така. И одоздолу. Одозгора. И се така. И Да. многу пати додека не стане тестото мазно. Да. Види што убаво станува тестото за мерак. Браво. Уште ќе го испечеме, уште поубаво ќе изгледа. Ај повкусно ќе изгледа. ле. А кажи ми, што сакаш да станеш ти кога ќе бидеш голема? Зашто Кувар. сакаш да учиш? Кувар. Кувар, сака да биде куварка. Браво, алалда ти. Леле. Ке те носиме на надпревари. Има и надпревари за деца, знаеш? Во светот. Сега готово ќе те кандидираме и тебе за таков надпревар. Ќе одиме по светот, ќе ги гледаш големите познати готвачи како готват и ќе учиш од нив. И еден ден ќе станеш многу позната готвачка. Што сакаш? Таа што беше во него тестото. Ај, тука, може ли да го ставиме Може. тука? Да Да ни стасува, така? Значи така се прави и сега од озгора ќе му ставиш зејтинче. Може малце. Да. Нати на рачето. Така. И се што ќе му направиш? Ќе го измазнам со зејт. Добро. Така. И ќе го покриеме со чиста крпа и колку време треба да стасува тестото? Па пола сат негде толку. Да надојде и после пак ќе го размесиш и го ставаме во тавче да се пече и ќе го украсиш, ќе му напишеш нешто со ножето, така? Да, може и не може. Онако ако сакаш и не можеш. Браво.
Еве, драги мои, лепчето на Анабела. Ова и го крстивме лепчето на Анабела. Погледнете, со љубов измесено. Па колку ти настаса тестово? За мерак. Да. Значи, еве, после половина час, веќе е готово. Ајде да видиме сега што треба да се направи. Тавчето ќе го намачкаме со зејтин. Може ли јас да ти помогнам? Може. Ајде. Како ќе ми кажеш ти, јас така ќе правам, важи? Доле малку зејтинче, така? Доста е? Нешто маце, ето. Добро. Ете така. И по-старски вака, нели? Да. Ете така. Еве ти го намачкав, сега ќе го извадиш од... Извади го. Браво, сонце убаво, браво. И Само ќе го ставам. и го префрлаш тука. Леле, рацете да ти се позлата тие твои убави рачиња. И сега само вака си го. Така? Да. Маце го растргнам. Така? Ај, да ни раскажеш како го правиш се тоа, така? Така треба да се растргне. Го растргнеш и туку уште малку наваму. Ете така. И сега, што ќе направиш сега? Со ножето што ќе му направиш? Ќе нацртам. Што ќе му нацрташ? Крст. Ете така. Баш значи по-старски, како би викаат. Така, да ни биде убаво лепчето, од озгора ќе му ставиш брашненце малку? Па може. Може? Ај нароси му малку со рачиња. Со раченце фати. Така. И посипи си од озгора. Оф, насекаде. И тука. Ете така. Вака и сега. Дали ќе го оставиме уште да си постаса лепчето, уште малку да го оставиме да си постаса? 5 минути и ќе го ставиме да се пече. Така, значи ревната да ни е вруќа, многу вруќе и го ставаме да се пече и како ќе знаеш ти дека лепчето е готово? Дали сама го печеш или некој ти помага дома? Па, јас го ставам во релна и само го пуштам да се пече. Сега, како обично лепче што се пече, така ќе го ставиме и ова лепче да се пече. И после тоа си седнуваме јас и ти. Ке си извадиме сиренце, патлиџанче, има да си изнајадеме, знаеш како? И сокче ке се напиеме и ке си уживаме во вкусот на лепчето на Анабела. Рачињата да се позлатат. Ох, леле, колку сум јас почестена да уживам во оваа трпеза заедно со Анабела и да го вкусам незиното лепче домашно. Еве како изгледа испечено. Си ставивме ајварче, сиренче и пиперче. Има ли нешто поубаво од тоа? Нели? Ајде да си пробаме. Оф. Види колку е убаво. Леле, како убаво си го измесила. Еве вака. Едно за тебе, едно за мене, така? И ќе ти става малку. Леле, како крцка убаво кората. И ти ли правиш така дома? Чакаш ајварче ти сам? Да пробам, да видам со ајварче како ќе биде. Леле, мераци, само леп да јадете. Нели толку што е вкусна? Лепче за мерак. Душата да ви ја наполни. Ставете си сиренце и по рецептот на Анабела. И Анабела, кажи ми, душо, кого сакаш ние да поздравиме? Тато, мама, бато, даде. Браво! Јас си пијам црвено винце, а Анабела водичка. Ке се наздравиме. На здравие, душо, ти благодарам многу и навистина ќе прославиме за
овој твој голем успех, за твојата вештина во кујната и благодарам што ни дојде на гости. А вие, драги мои, останете во добро здравје, чувајте се и секогаш нека ви биде нештото присутно во главата. Ако нема диент на крајот, тоа значи дека работата се уште не е завршена. Работете на остварување на сите ваши желби, потреби и идеи, затоа што се е во вашите раце. Како што ова лепче беше во рацете на Анабела. На здравје!